Во организација на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата на Република Македонија, а со поддршка на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, во основното училиште Марина Попиванова се одржа овогодишниот детски семафор 2013 година. Од основните училишта учествуваат 20 надпреварувачи во малата и 11 во големата група, а 4 надпреварувачи кај средношколците. Надпреварувачите прво полагаат тестови, а во дворот на училиштето возеа по патека. Најдобри беа учениците од основното училиште Марина Попиванова. На овој надпревар учествуваат сите основни училишта од нашата општина. Инаку учесниците секој училиште се представува со две групи. Едната е мала група која што ја сочинуваат 4 ученика, две момчиња, две девојчиња на возраст до 12 години живот, а големата група ја сочинуваат едно момче и едно девојче од 12 до 14 годишна возраст. Инаку ова е општински надпревар. Постоа од сите училишта се формира една екипа, која што исто така треба да биде од две групи, едната група мала, другата голема, и ја представува општината на регионално ниво. Од малата група, општина Кочани на регионалниот надпревар ќе ја представуваат Симеон Стојанов од основното училиште Свети Кирил и Методи, Љубомир Давидков од основното училиште Раде Гратовче, Ана Доневска од основното училиште Марина Попиванова и Моника Тодорова од основното училиште Марина Попиванова. Третото место го освоија Давид Јакимов од основното училиште Свети Кирил и Методи и Александра Голчевска од основното училиште Свети Кирил и Методи. Од големата група на регионалниот надпревар се пласираа Ѓорги Петров од основното училиште Марина Попиванова и Јана Игнатова од основното училиште Марина Попиванова. Ментор на групата на учениците од основните училишта е наставничката Мариетка Стојанова. Групата за сообраќајно техничка култура на младите при Средното општинско училиште Гошо Викентиев во состав на Глигор Анев, Дејан Симеонов, Иван Павлов и Кристијан Ефремов со менторот Златко Петрушов ќе ја представуваат општината на регионалниот надпревар. По завршувањето на надпреварувањето, организаторите на најуспешните им врачија дипломи и благодарници, како и подароци од локалната